Домашен, да, мобилен. Не мобилен, него обичен. Домашен, да. Домашен. Што мислите вие за најавеното поскапување од страна на Македонски телекомуникации на телефонскиот импулс и дали досега и како го користевте фиксниот телефон дома? Мене уопште не ми се свиѓа покачувањето. Ми сме многу сиромашен народ. Прво тоа можам да го кажам. Плюс ми сме многу со мали примиња. Јас сум со 5000 динара. Синот не ми е запослен професор е по историја. Ќерката ми работеше, остана под стечај дома, без работа. Ја колку да го помогнам со тие 5000 динара. Ја не можам комуналите да ги платам. Струја ли да платам, телефони да платам, лебли да купам да јадам или да платам вода што треба. Како го користите телефонот, се јавувате ли? Никако. Кај да се јавувам, треба моје сестра ми е умрета у Србија, ја не можев да го се јавим. Не можев едно сучество да им подадем. Шо дека сум го ставила, ја го ставив за фамилијата да се јавам подалеко. За тука можам, еве ќе отидам до ќерка ми ќе дзинам, ама подалеко. Ја уопште не сум задоволна сине. Моето изјавување е неубаво и не ме интересира, да ти кажам, ово покачување мене ми е, дури мислам бесилка да ставиме на гуша да се обесуваме, ете тоа е. Друго ништо, тоа можам да ти кажам. Телемоникацијата што е се многу поскапени. Јас моментално мене телефонот мислам не ми работи, а ми иде тие 400 за да ги платим. Ја 2 пати или 3 отидов во телекомуникации. Ми викаат сега да ми го префрлат кај што сум под Тирија, да им платам пак, а јас сум меѓу првите со 1000 марки. И јас се разлутив, не им платив тие 400 па ми идат, например. И тоа не се они во право, например, јас им му кажав и на шефот горе, викам да направив неколку сметки неплатени на мојата сиромаштина и после и да ми го исклучи, а не ми беше мака за тоа што се 120 милиарди ја да го уклучам. А повторно више не го уклучувам телефонот, тоа нема резон. Например, први ние сме многу малце платени. Јас тоа сето го кажав, се издаја не ме прифати, не дојде да ми уклучат по 400, нека иде. А ако дојде нешто да ми земат веќе од тие стари работи, нека ми земат. А друго нешто ново да имаме, неаме. Ние неаме куќа, не телефон. Само тогаш беше тоа, например, кона мода едно по потреба стар човек имавме да викнеме брза помош или нешто, немавме кола и за тоа го уклучивме. Против сите ограничувања. Кога сите зидови, не ни треба уште еден ваков.
Овие синџири представуваат една символика дека со најновите потези што Телекомот ги прави, уште повеќе не врзува и не прави своји робови. Матав, оваа битка против граѓаните мора да ја изгуби и Македонскиот Телеком исто така. Дефинитивно сме против сите видови ограничувања. Дали ќе продолжите со вашите секции? Па да, ќе продолжиме. Може и по-агресивно да се случи тоа. Што значи да агресивно? Па, например, да ги исклучиме телефоните и да останеме без телефон. А со тоа и Матав без своите претплатници. А колку време ќе го блокирате влезот? За почеток, чисто символично да докажеме дека трпението е пред крај и да ги повикаме сите граѓани на Велес да ја поддржат оваа наша иницијатива, оваа наша идеја и заедно сите да се противставиме на големиот Телеком кој дефинитивно уште еднаш ќе повторам мора да изгуби оваа битка против граѓаните. На вистина блиски е паролата која веќе не важи кога Телеком е во прашање. А дали имате контакт со луѓето што работат овде? Имавме контакт, да, им поделивме флаери, им кажавме зашто сме ние тука, ние не сме против луѓето што работат во Телеком, ние сме против Атила Камчикот Божи, против неговите фикс идеи дека Македонија е, дека народот во Македонија е тој што треба да му обезбедува милионски плати. И само уште една работа да кажам, од денес со оваа акција започнува организираниот протест на неколку невладини организации ширум Македонија, ние ќе координираме своите активности и од сега понатаму ќе работиме заедно, почнувајќи од денес. Благодарам. Најавено поскапување на телефонскиот импулс, како го користиш ти телефонот, дали имаш слобода да се јавуваш кај сакаш, дали се ограничуваш самата себе си заради сумата и тоа, во тој поглед. Може? Телефоните се многу скапи. Ние сме ограничените, дори никаде не се јавуваме. Присилни сме да ги исклучиме. Ако сега случајно, не треба ни да не исклучат, сами ќе се исклучиме ние. Превисоки се, никој не работи, економска криза, социјална криза, никој нема за леп, а камо ли да се плаќа телефонот. Најдобра изјава, Кратка. Добар ден. Може ли една изјава кратка што мислите за поскапувањето на телефонскиот импулс? Многу скапо е. Да, друго што да кажам. Тоа е. Како да се остане. Така, како го користите вие? Мислам, кои услуги од Македонски телекомуникации користите? Еве во моментов телефонот ви звони. Слободно ли го користите мобилниот или се воздржувате? Воздржуваме. И тоа многу скапо. Само момент. Ало? За 5 минути, чекај. Ајде. Друго? Па, дадете ни цела реченица. Цела реченица треба да се остане на старото истото. Да не биде многу е поскапување и да можеме да зборуваме